Добре дојдовте во што не јасно, јас сум Љупчо Цветановски. Во време на нови тирански платформи, време кога се крчкаат најнови антимакедонски коалиции под превезот на Демек Европски, во што не е јасно, ќе зборувам со поранешниот амбасадор Тисто Никовски, амбасадор токму во Тирана, која што сега не е во зоната на интерес, Москва, Лондон, добар познавач на домашните, регионалните и глобалните констелации. Добре дојдовте. Порано нашол, немој толку да ме фалите, ќе се воображам. Како еден мој колега што фалеше еден неваден да не испане да туту. Благодарам што сте тука. Амбасадоре, буквално една чета на лидери на албански партии од Македонија, вечерава во Моментов е на така наречена тиранска вечера кај Еди Рама, некои реминисценции. Да баци рака, проставете, ма народот најбово кажува. Реалното е токму така, мислам дека и насловот е баци рака, да, на иста линија сме. Значи, таму се сите, освен Касами, се повторуваат некои работи. Ова е на буквално реприза од 2017-та, 6 години скоро потоа. Зборуваме за повторно ист случај. Имавме еден Зоран Заев, на кого му требаше многу помош да дојде онаму каде што не требаше и не смееше да дојде, но дојде и видовме што се случи. Сега повторно имаме една ситуација и тогаш требаше да се менува нешто, не се менуваше, па го сменија. Сега повторно доаѓа една ваква работа, истата констелација, истите играчи. Геомити имаме меморија на златна рибка или што е работава, ама не подценуваат или? Не, видите, да. Ништо не е случајно во политиката, а ова која Албанија игра на една голема албанска карта, апсолутно тоа не е случајно. Која е натрешната димензија, интересите на Еди Рама, што е пошироко, тоа може да се дискутира, не така, што е доминантно и што е основната цел на сето тоа. Меѓутоа, прво и основно, ова покажува дека патернализмот на Тирана, кој веќе со години и децени присутен према сите албанци во регионот, не само што не се намалува и минимизира, него се продлабочува. Тоа е првиот заклучок кој мислам дека апсолутно не е дискутабилен, него е апсолутно потврден со овој потек на Еди Рама. Вториот факт е дека всушност големоалбанскиот проект кој нели така Тирана цело време го негира, го префрла, божем, тоа измислица на Белград, со ова се потврдува. Третиот елемент, или втор по важност не е важно, е фактот што албанските чинители во земјава продолжуваат да прифаќаат да бидат тројански коњи. Тоа е апсолутно недозволиво. А во целина, како четврто да го кажеме, ова што го прави Еди Рама е навредливо за Македонија и македонските политички фактори, политички личности, партии нека биде, треба да реагираат и да прашат, ако ништо друго, што значи тоа. Каде води ова, разбирате? Да некој од соседна земја ги повикува албанските, нели тие што се по нивна националност партиски лидери, на некоја баци рака, што рековме, или на некој отчет или слично. Пето е фактот што со една ваква политика на Еди Рама и отворениот Балкан, која лично го поддржувам како еден обид да се најде начин да се обединува Балканот, да се приближуваме по стандарди на Европската унија и све, со му да добива друг изглед, разбирате, друга содржина. Значи има нешто позади тоа што се крие. И затоа треба да бидеме многу повнимателни кога ги прифаќаме сите иницијативи. Добро е што во тој проект е и Србија, иначе е било апсолутно неприфатливо, меѓутоа Еди Рама демонстрира дека има некоја задна намера, разбирате. Има едно чудо други прилики, односно услови, основи и така натака, кои треба да се критикуваат, анализираат во тој контекст. Едно е, например, уставните промени во државата. Па нема никаква дилема дека една од главните цели на оваа средба се уставните промени во Македонија, кои што значат во основата? Бугаризација на македонскиот народ и директно отварање на максималните услови за голема Албанија. Значи, суштинскиот интерес на Тирана
и на сите албански политички фактори во земјава кои се идеално едногласни дека треба да се извршат тие уставни промени е бришење на македонскиот народ и ова е неговата бугаризација, сваќате? Така да сето тоа покажува дека ништо не е случајно, дека сето тоа е длабоко осмислено. Дали тоа ќе излезе нова тиранска платформа, лично не верувам. Разбирате, бидејќи еднош со тоа се истрча и ги постигна целта де факто и Тирана нема, односно албанците малку можат што да бара суштински се менува Македонија. Ја направи државата двојазична, што е веќе чиста јазична федерализација, апсолутно надвор од сите човекови права. Разбирате, ова што се прави во Македонија во врска со албанците, не се човекови права, тоа е промена на уставниот поредок на државата, разбирате. И знаете што е на друга и две други ствари има работи кои покажуваат многу поразличен изглед, поглед, впечаток од се што се случува. Па истото го прави Радев. Само тој ги повикува оние маргинализирани бугари во Македонија, измислени се во последно време, таму набаци рака, таму добивате инструкции што треба во Македонија и нели така, и тие после тоа растураат, формираат клубови. Клубовите во Македонија, фашистичките не се измислици на тој богаташ од нивни, нити на овие една шака, ракатка од луѓе кои се изиграваат бугарофилство некој во Македонија. И уште една споредба исто така актуелна, сеќавате, во тиранската платформа требаше да имаме процес на рехабилитација на сите прогонувани бугари, албанци во држава, не знам, од 50-те години од Југославија, што беше чиста глупост. Истото го имаме и во меморандумот бугарски. Така. Тоа е балистите и фашистите, така да. Истиот доказ, тоа е најголемиот доказ дека се тоа што ни се крчка, де факто се прави надвор од Софија, надвор од Атина, надвор од Тирана, дека е некаде друг центар кој ни ја диктира едината. И кога свеќе отворивме таа тема, Лјупче, уште една работа која е исклучително важна. Значи, нас не фаќаат на договори. Прво го имавме Охридскиот рамковен договор, после го имавме, како се каже, во околината на Скопје, приградската населба, кога ни го наметна Пржинскиот, кога ни наметна 100 дена вамо, таму и други глупости, разбирате. СЈО и сите тие работи. После го имавме Нивици, после го имавме договорот за непријателство со Бугарија, непријателство па Нивици беше. А непријателство рипна откако Нивици видоа што може да направи. Да, прво беше непријателство, точно така, па Нивици, мислам добро, тоа е предоставено, тиранската платформа беше измеѓу нив, разбирате. И знаете сега, на сите тие договори, едно ново светло, која беше нивната цел, која беше нивната намера, едно најново светло фрла изјавата на Меркел, која е историска во врска со Минските договори, кога беше постигната спогодба меѓу Русија и Украина, како да се расчи ситуацијата, се даде автономија на овие источните делови на Украина, кај што живеа де факто Руси, разбирате, и да се најде еден компромис, еден начин на отварање на перспективите за регионот. Бидејќи да подсетиме, тоа што Русија го прави во Украина, да го споредиме само со што направи Америка и Британија што направија во Ирак, Рекоа дека има масовно оружје за масовно уништување и направија војна инвазија направија. Зашто? Ради безбедности своји причини. Ништо немаше од тоа. Истото што го прави Русија, голема мерка е, баш споредено со тоа. Блер призна дека лажел. Призна дека лажат и така натака. Значи, кој ги гледате овие изјави на Меркел, дека договорот од Минск беше потпишан со единствена цел да се добие време да Украина се подготви за војна со Русија. Значи, тие подготвуваат таа војна, разбирате. Меркел не е било кој. Нејзината изјава дава апсолутно сосема нова слика на Минските договори, за кои Русија мислеше дека се готови. И самата Меркел изјави, доколку Русија ја нападнеше Украина во тој период пред да ја подготват Украина,
разбирате, вика за еден ден ќе ја згазиш. И дека е тоа точно, една недела после изјавата на Меркел излезе Столтенберг и рече по минските договори десетици илјади украински војници беа тренирани од нивни експерти, на НАТО експерти, било во земјата во Украина, било надвор, дека целокупната армија на Украина беше рекомпонирана, реформирана, реетаблирана, дека најнови оружја беа доставени и после почна војната, нели така, која Русија виде дека нема играчка, разбирате. Ова не е оправдување за инвазијата руска, нели така, и специјална операција која наречуваат, меѓутоа секоја држава има право и е должна да се бори за својата иднина и да не дозволи да, нели така, развојот на нејзините граници водат во нејзино уништување. А уште еден доказ ќе спомнем дека во 1962 година во октомври, кога на Куба беа откриени руски ракети, Кенеди беше опрашање на сати, ако не и на минути, дали ќе употреби нуклеарно оружје против Русија или против Куба во конкретен случај или не. Значи, кога се работеше за границата на Америка во однос на руска некаква угроза, разбирате, светот беше пред светска војна. И тога се најде решение, бидејќи Хрушчов попуштија, се најде решение, ги повлекоа американците Першинг ракетите од Турција, кои беа усмерени према Русија и така натака. Велам, значи, човек тие работи кои ги гледа од прва рака, не може да ги разбира. Меркел, да е жива и здрава, јас искрено исчеститам, што најде сила да објави дека ова све што се случува сега со Украина, која го поремети целиот свет, затоа што не забораваме дека Русија и Украина од Русија и Украина се извезува 18% од светското жито. Без нив нема исхрана, разбирате. Светот влегува во една зона на недоволна исхрана, на недостаток на храна, разбирате. Значи, сето тоа е, да не зборуваме за енергетиката, за гасот и нафтата и така натака, разбирате. Али таа ни објасни дека оваа војна што се случува, што го поремети целиот свет во целина, не е случајна и дека беше долго време подготвувана од страна на западниот фактор, за да може целта е да се уништи Русија. Да се вратиме на тиранската. Малце го проширивме темата, али мислам дека ова се интересни моменти кои гледачите треба да ги знаат. Дефинитивно се сложувам. Да се вратиме малку на тиранската таа вечера или платформа нова како иде. Колку држи онаа димензија дека всушност ова што го прави Рама, оваа повторна мобилизација која што е дежави меѓу другото, нели, сепак всушност е и за одржување на владата на, како што велат, трајно неспособниот Ковачевски, за која што има тој, нели, и штембил и параф во приказката, но влада која што според многумина, за анкетите да не зборуваме, 2:1 разликата минимум со опозицијата, вела дека е многу поголема, дека всушност ова е еден вид на вбризгување, нели, на инјекција за одржување на власта на Ковачевски, која што според многумина, па дури и некои дипломатски извори, велат дека е на крајот на своето владење, иако реално имаат уште година и половина, бидејќи од друга страна пак со помагањето на Ковачевски и неговата влада, истото како што го направија тоа со Заев, добија многу. Онаа тиранска платформа која што ја споменуваме и која што знаете беше урбана легенда, ѓоамити, нели, некој ја измисли, само промената на знамето и на химната не се случи. Сето друго што беше содржано во неа. А тоа ќе дојде. Го имаме црно на бело. Тоа ќе дојде. Тоа уште не е ставено на дневен ред. Полека тоа ќе стигне. Видите, видов дека со таква теза настапуваат и наши политичари и албански аналитичари. Јас морам да кажам дека во најголем дел со тоа не се сложувам, иако тоа може да се усмери и во таа насока. Знаете, во политиката имате примерни интереси
и имате секундарни Ова интереси. доаѓа заедно баш секундарно како нус појаве на кој што си ја тера работата, така? Примарниот интерес што е за Тирана и за Рама. Рама јас сум бил со него на ТВ дебата, разбирате. Знам, да. И тоа во ситуација кога после тоа беше нападнат од весниците како нели така човек кој не беше дораснат, така тоа беше министер за култура, разбирате. Во секој случај ова основната цел на ова е големо албанскиот проект, разбирате. А ова што може да има позитивно врз Ковачевски и на сегашната влада, А има дефинитивно. Ке има веројатно и тоа многу Тараварија таму со логично. своите пратеници кои што Видите. може да послужат фантастично Да, во приказката да. за паѓање на владата. Видите, значи, да ја одржат. тука има повеќе елементи кои добро што ги покренавте, сега мислам ќе ги објасниме. Основата е големо албанскиот проект. Тоа е трајна задача на албанските политичари секаде, да не забораваме Дуи дојде на власт од планините, разбирате, и нивните 5 први соопштенија беа за распарчување на Македонија, и тоа никој не може да го оспори. И ако тие со првите 5 соопштенија и војната која започна сакаат да ја распарчуваат Македонија, и што мислите, тие првични идеи ги избриша, ги заборавија, не ги заборавија. И сега во дадените услови, уставните промени, мобилизација на албанскиот фактор, кој што е единствено во таа насока, бидејќи се свесни што значи тоа, е да се по секоја со сите расположиви сили да се изврши промената на уставот и на тој начин да се отвори патот за бугаризација на македонците и поубава линија, поубав пат, поубав начин за реализација на поделба на Македонија на бугарофилска и на албанска не постои, разбирате. Дали е тука интересот на Рама, тој со тие белите патичиња сега го крчи патот за бугарите и промената на уставот и влезот нивни во уставот, со тоа добивајќи симпатии на своите западни партнери и на Бугарија и дигајќи Албанија повторно во преден план во однос на нас, а губитници повторно ние. Видите, прво не заборавајте дека главен западен фактор до сега на Балканот беше Србија. Србија, ради Косово, е трната настрана, но прв план изби Албанија. Неодемнешниот самит на ЕУ со така наречен западен со балкански држави го потврди тоа. Така контролираат 3 држави на Балканот, така? Значи тие де факто го добијат таа своја, да речам, предност, предимство, водечка улога на Балканот и тоа е факт. 4 ако ја сметаме Косово, Србија, Македонија, Албанија и Косово. Да. Меѓутоа, видите, кога се гледа оваа средба, заборавајќи тие, да речам, секундарни интенции, намери, ефекти кои ќе му помогнат на Ковачевски, бидејќи јасно е дека ВМРО-то е против промена на уставот и дај Боже да издржи на таа линија, бидејќи тоа значи катастрофа за Македонија, понижување на македонскиот народ и крај на македонизмот дефинитивен, значи сегашната брза промена на уставот, разбирате? Значи тие усмеруваат се во таа насока да се постигне таа насилна силеџиска промена на уставот. И да не забораваме, вчера многу јасно и амбасадорката на САД, која се однесува како веќе избрана гувернерка во држава, не избрана гувернерка, него диктира све што треба да се прави, и представникот амбасадорот на Европската Унија рекоа или брза промена на уставот или ве нема никаде. Разбирате? Тоа не е ултиматум, тоа е уцена, тоа е што сакате, разбирате. Што следува сега? Мислите дека повторно ќе следи излив на албански национализам, заплашување со војни одцепување на територии, се што треба само за да го направиме тоа? Видите, тоа не го очекувам јас лично. Меѓутоа, факт е дека албанскиот фактор, колку тие меѓу себе се гледаат низнишено околу власта, разбирате, Ахмети, Беса, Гаши, Касами и така натака, кој е националното прашање, националните интереси, тие се единствени, тука нема никаква дилема. Али јас тука гледам еден прозорец, едно пенџере на надеж во врска со сето тоа, бидејќи македонскиот народ, која гледа што се ни се случува. На следните избори кои дај Боже да бидат во
што побрзо и на во пролетва која доаѓа, разбирате. И јас мислам македонскиот народ ќе свати дека едини начин да се спаси, да преживее, е да гласа за опозиција. Мислите ќе сватат конечно? Дека Ја мислам дека веќе не е толку дека видите, јас мислам дека е толку очигледно, толку ачик се, да ако на македонскиот народ на следните избори ја пропушти шансата, не заслужува своја држава. Е тоа да го кажам отворено, со болка во душата, али мислам дека тоа е тоа. И затоа, дај Боже ова да биде шанса на следните избори, 65 патреници има ВМРО, не 61, 65. И ако вака продолжат политиките на власта, погубни, понижувачки, навредливи за македонскиот народ, јас мислам дека овој македонски народ кој чувството за слободарство, кој чувството за своето го носи длабоко во себе, ќе го исфрли овој пат на виделина, ќе изгласа и ќе овозможи да македонскиот фактор оваа држава не зависи од албанците. Дај Боже тоа да се случи, али мислам дека сите овие крајно негативни движења на овие што од Америка и од Брисел ни диктира дека треба веднаш да го смениме уставот и така натака, да крај ќе доживеат еден тежок пораз од овој македонски народ кој ќе ни отвори перспективи за да се движиме понатака. Ако зборуваме веќе за уставот, видите, јас мислам дека прво ќе ви кажам сега една приказна која од вистинска приказна која ќе илустрира што се случува во земјава. Јас работев на Куба, вие знаете. И на Куба имаше училиште Југославија. И до 29 ноември кога тоа беше денот на државата, не така, им купивме голем проектор за филмови, им купивме филмови и требаше да ги однесеме да им честитаме денот на училиштето. На Куба, плашејќи се од американска инвазија, на патиштата немаше никаков знак патен, разбирате. И ако не го знаете патот, не знаете кај возите. Ако не сте локалец, ке се изгубите. Нема. Еден човек во амбасадата знаеше, имаше отидено претходно во школата, че јас ке ја водам. Тој тргна, 25 автомобили зад него, одиме према школата, кој беше некој 30-40-50 км оддалечено од Хавана. Не донесе во Ќорсо, какво е некое село. Застана, Ќорсокак, разбирате, нема понатака. Сите коли за некој не може да сврти и ми рече, досега јас водев, сега нека води некој друг. Тој не се шегуваше, тој виде дека заглави работата и се вадеше. Токму тоа нас не се случи. Овие наши политичари кои немат поим од политика и дипломатија, не доведоа до ситуација да ние самите преку промена на уставот, која е нелегална, непотребна, надвор од умот, се решаваме судбината. И што вели сега Османи, тука донеса може да го цитираме, ако сакате, вели, сега ни е потребно единство на сите политички сили, бидејќи не смеме да дозволиме да го испуштим моментумот за влегување во Европската Унија. Па ти кога не донесе во Ќорсокакот, разбираш, кај што нема излез, сега бараш единство. Потпиша францускиот предлог кој што е бугарски, кој што беше, сите предупредуваа дека е стапица и дека ќе биде заглавување. Сите работи кои направија беа глупост, разбирате, чиста глупост, без нема тука збор да бираме, чиста глупост беа. И сега бара единство, разбирате. И велат моментум. Каков моментум? Знаете, пред да се оди на промена на уставот, треба се седне. И тоа не само политичарите, него една сепак круг на аналитичари, на експерти, може и странци да донесат. Кои се шансите Македонија да влезе во Европската Унија за 20 години? Никакви. Никакви, разбирате. Што направи Митеран? Сега да се разбереме, лидер во Европската Унија е, не пардон Митеран, Макрон, разбирате. Шолц стои на страна, нема уште моќ, нема уште профилирана своја лидерска позиција и така натака. Лидер во Европската Унија е Макрон. Што направи Макрон? Пред 3-4 години донесе сосема нов систем на преговарање за Унијата. Тој систем, кога го гледате длабински, ниједна држава од овие 6 балкански не може да го помогне. Втора брзина, трета брзина, 6. Нема шанса теоретска, разбирате. Меѓу другото, треба да го постигне нивото на економскиот развој на земите на Европската Унија. Македонија има 6.000 евра по жител пер капита. Таму има 25.000, 35.000.
Не кој ќе постигне тоа? За 30 години па ќе го постигне. Не. Ако не само ние, сите други Така, земји од Балкан, значи тоа е невозможно. Што го направи вториот потек што кој го направи Макрон? Тој рече дека донесе јавно изјави дека Европската унија мора прво да се реформира и после да оди на проширување. Дека се реформира, нема проширување. Тоа е најмалку 10 години. Шолц од после се го прифаќа тоа, он каска после Макрон. И третото што го донесе Макрон, рече да се формира и не само што рече, во Прага веќе е направена формално европска политичка заедница. Тоа е, значи, нема унија, има заедница. Политичка. Значи, компензација. Значи, кој се напредна таква анализа, дека сето тоа покажува, а да не зборуваме сега со корупцијата, со све во држава наша, утре да ги почнем преговорите, никој да не попречува, ние за 20 години може да залеземе. Дали Османи самиот се насмета? И тоа само ше тоа значи дека Македонија нема теоретски шанси за 20, теоретски нагласувам. Еве велам да сме живи и здрави, теоретски шанси, ако грешам јас сум спремен гол да шетам на плоштад, разбирате. За жал сум во право, разбирате. Сега, ако ние не можеме 20 години да влеземе во унијата, која е логиката да го менуваме уставот сега и на брзина? И уште една работа, ако тоа проштавите, прекинав, значи, бугарите, кој бара да влезат бугарите во нашиот устав? Нема бугари во држава кои го барат, а не сум чул да се артикулира некое здружение да бара такво. Тоа го побара прво Бугарија, а сега кога вчера јасно ни кажа американската амбасадорка и ГИР, или како се ка тоа од Европската унија, дека менувајте го уставот, иначе немате перспектива, значи тоа е задача нивна, тоа е нивна цел, нивна намера, нивни план, нивна стратегија, разбирате. Значи, тоа покажува дека Македонија е ставена во едно небрано, разбирате, поле, кај што нема излез и ако вие одите на брза промена на уставот, нема ништо да постигнете, осим ново понижување, нов срам, кој ќе отвори процес, кој ќе потвори процес на нови барања, апсолутно нелегални, апсолутно надвор од умот, кои ќе водат во дефинитивно бришење на македонците како народ. Дали Османи покажува како функционира оваа влада со тоа што го кажа околу црногорското сценарио? Зошто? Затоа што тој се закани дека ако не го смениме уставот и не го фатиме овој воз кој што не е баш ни некој воз, или ако е воз понаати стесно линејката е, сигурно не е брзиот воз, не? Но тој ни се закани со црногорско сценарио. Кои се според мене дупките тука? Прво, црногорското сценарио, доколку е така, Црна Гора има двојно подобар стандард од нас. Точно. Дај Боже да бевме Црна Гора од тој однос. Друга работа, црногорското сценарио. Што е црногорското сценарио? Тие немаат никаков проблем. Преговараат веќе 11-та година, чинам, од 2012-та? Од 2012-та, од јуни 2012 година. Проценките беа дека доколку Македонија преговара со темпото на Црна Гора, тоа го правеа светски аналитичари и новинари, беше дека ќе преговараме... 50 години. Не, 114 чинам беше, затоа што Црна Гора, пазете, без сите... Да сме живи и здрави, да сме живи и здрави, амин, така, да сме живи и здрави. Да видиме. Но, Црна Гора нема пречки од соседите како што имаме ние. Нам не чекаат бугарите, па грците, мислам дека ќе се јават и албанците, па може би, не дај Боже, но и србите, но тоа е факт дека бугарите и грците, тука не правиме муабет. Грците си го кажа и своето за јазикот кој што се зборува само тука и сите тие работи, но дали Османи се насанкат со тоа што кажа како прво црногорското сценарио, дај Боже да беше така, ке имавме дупло поголеми плати, просперитет и сето тоа, не е така. Втора работа, Црна Гора без никој да чепка, има уште 30 години за преговарање минимум, а преговара веќе 11 години без никакви пречки. Малку споредбата е тотално, апсолутно промашена, како и се во оваа влада. Апсолутно, мислам, самата спогодба и спомнување црногорско сценарио е безсмислено, разбирате. Од ракав истресено, без да промислат малку. Од ракав измислено, ако има некои тајни информации што се случува во Црна Гора, јас не знам. Нашите одат да работат таму, факт е дека тамо имаат проблем околу владата и така натака, сето тоа, меѓутоа тоа нема никаква врска со нивното напредување кон Европската унија. Црна Гора има, јас тука ги имам нивните дефинитивни показатели, има затворено 3 поглавља, разбирате, ги има отворено сите, не знам, 5 или 6 се
во напредна фаза, сите други се на почетна фаза, де факто, разбирате. После 11 години. После 11 години преговарање. Србија преговара од 14 година од јануари, тоа е колку 9 години, 9 години, 10 веќе 10 тера, знаеш. Тоа Лјупчо покажува една друга работа. Она што пред малку го елабориравме за политиката на Европската унија. Тоа во Тирана на самитот го кажа најдиректно белгискиот премиер кој че уште долго проширување на унијата нема да има, разбирате. И тоа е резултат на таа политика на унијата која ја носи и која чив раководител, водител, менаџер е Макрон, проширување нема да има. Поучени, простете и парадоксално поучени од тоа што го направија кога ги примија Бугарија, Романија и останатите тотално апсолутно неподготвени. Па и ние и Бугарија и ние Црнагора особено пак или Србија и за Бугарија кога влезе сме како спейс шатл, така нели? Споредбено според тоа што исполнувавме. Точно така. Видите, суштината е дека Брисел не е спремен за проширување. Затоа измислија и Европска политичка заедница, кај што ќе не става тамо во некој трет круг, разбирате, четврт. Погранична всушност, единица. Да се разбереме, тамо веќе унијата не е единствена. Вие имате евро земји, вие имате Шенген земји, разбирате, сега имате, оние да не ги стакат другите, Европска економска зона, да не ги спомнуваме, тоа се други. Тие се други, разбирате. Меѓутоа, веќе тамо нема единство. И знаете, реформите во Унијата, кои ако не се направат, Унијата ќе оди надолу, таа веќе оди надолу, ќе оди забрзано надолу, се скоро невозможни, бидејќи треба консензус. Унгарија ќе се согласи да нема право на глас, нема, разбирате. Ќе се согласи Полска. А тоа го бараат сега за да може полесно да ги манипулираат, разбирате. Така да Полска е една, добро Унгарија ќе чете мала држава релативно. Полска е една од најголемите држави, разбирате. И не се да се разбереме, Полска веќе е конфронтирана со Германија околу компензациите, војните репарации, разбирате. Веќе е во војна и таа веќе Германија официјално ја одби, овие ќе Обединените нации. Значи, тој проблем се подлабочува. Така да тие разлики во Унијата. Видите, Југославија се распадна 6 земји кои не може да се договорат. 27 земји да се договорат, нема теоретска шанса. Секој со своја политика. Вие велите немате, никогаш не имало единство во Европската унија, да не слажеме. Тоа е интерес во ред, да. Видите, тие мора да се направи поделба. Имате економскиот дел. Европската унија е трговска светска сила. На безбедносен план, на политички план, се никој ништо. Тие за ништо не може да се договорат, разбирате. Така да тоа им останува и тие, како бидејќи заедничка безбедносна политика и надворешна политика не може никогаш да имаат. И заради тоа стануваат пион во раците на Соединените американски држави, поготово на безбедносен план, и Вашингтон им прави што сака, разбирате. Ова што, пак ја спомне војната во Украина, најголем губитник, осим Русија, осим Украина, која е уништена. Душа ме боли кога гледам како тамо се уништува градови и се. Меѓутоа, одговорноста, да не забораваме, Милошевиќ, кој беше ваков или таков, кој има заслуга за распадот на Југославија, на крај, кога после 69 или 79 дена свати на бомбардирањето на Белград дека тоа не смее да се дозволи, капитулира, го потпиша договорот Куманово, разбирате. Сваќате? Значи, свати дека понатамошно удирање со глава во зидот не води никаде, потпиша капитулација. А овие во Украина им уништуваат земјата, им уништуваат енергетските капацитети. Разбирате, спрашање само кој ќе ударат на патиштата на железниците, аеродромите, сваќате? Они се тераат. Тој Зеленски е да не речам што во раците на западните фактори. Тој игра улога на ренегатор, улога на предавник и улога на еден слуга на тугите интереси, разбирате, на сметка на украинскиот народ. Познато ни е тоа нам. Сака да ви кажам, така да тоа се реалностите во кои живееме. Нас дека имаме така. Живееме точно истото ни се случува и нас. Истото.
Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за Грција и за тоа ставање на македонскиот јазик, ѓомити, нели, како што кажав, ендемски вид кој што живее само на едно место, животинче, а не тоа јазик. Ќе зборуваме за вашите пораки како поранешен амбасадор до еден актуелен амбасадор во Македонија и нивното излегување надвор од Виенската конвенција и се што следува со тоа. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е амбасадорот Ристо Никовски. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во што не е јасно. Мој гостин е амбасадорот Ристо Никовски. Амбасадор е симптоматично, но во исто време кога Алија баци рака заедно со останатите албански лидери, освен Касами кај Еди Рама, се појавува во меѓувреме, така исто многу случајности не постојат, нели, да не се лажеме во политиката, се појавува Маричич, така, меѓу два ручека, предпоставувам, даде едно интервју и кажа дека била многу добра идејата за една многу широка коалиција, која што ќе ги тргнела настрана само ВМРО, ДПМН и коалицијата и Левица, сите останати би биле, ќе формирале некој си, како да го кажеме, фейк, можеби, европски фронт. Тоа не би било фронт за европска, предпоставам за она на С буквата Македонија не би било, но еве како гледате на ова, најнаш ова се случува во Тирана, па излегува Маричич на ова широка коалиција, нешто што и беше јавна тајна дека се подготвува се крчка од страна на СДСМ. Видите, претходно баш во врска со Маричич и во врска со ова негова изјава, тој лаже, еве го нагласувам, лаже, дека преговарачката рамка за Македонија не може да се менува. Так. Тоа не е вистина, бидејќи преговарачката рамка на вистина е одредена од Советот за надворешни работи на Брисел, меѓутоа Македонија не ја прифатила. Так. И таа треба да се прифати на втората меѓувладина конференција, ако, не дај Боже, го смениме уставот. И тогаш Македонија, ако е партнер, ако држи до себе, ако смета дека е некаква држава, а не некаков, не знам каде, протекторат фрлен во... Несмени протекторат. Несмени протекторат, ќе преговара. И ќе каже, господа, ова е прифатливо за нас, ова е неприфатливо за нас. Тоа е првиот дел. А вториот дел, мораме да објасниме дека во јавноста, доли политичари, кои не ги знаат очигледно работите, тврдат дека договорите меѓународни кои се депонирани во Обединените нации се непроменливи. Велам, и политичари, нема да го спомнам имињата, аз ги следам тие интервјуи нивни и така, и не е ни важно кој го кажува тоа, очигледно незнаење. Али другите аналитичари под наводници тоа го злоупотребуваат. Видите, според член 102 од Уставот на Обединетите нации, нели така, стои дека сите меѓународни држави, меѓународни договори, мора да се регистрираат во Обединетите нации. Тоа е обврска. Затоа што, ако имате ви една организација која не обединува сите, ако тамо не се регистрирани договорите, хаос настанува. Меѓутоа, освен Библијата, нема непроменливи договори. Дури во самите Обединените нации има формулари. Ако сакате некој договор кој е депониран во Обединените нации, да извршите некаква измена, вие тој формулар го пополнувате, вамо таму постувате постапка. Има постапка за откажување на договорите. Всушност, нашиот договор со Бугарија, член 13, вели, прво, ми се чини член став 2 од тој 13 член, вели дека двете земји може да извршат промени во договорот. Разбирате? Се разбира меѓусебно договор, процедура и така натака. Член 3 од тој 13 договор вели се откажува договорот со писмена нота и престанува да важи после година дена. Знаете? Значи, тоа се чисти измами
кои апсолутно не смеат да се толерираат и треба да се објаснува на народот дека, знаеш, ако народ мисли дека не е променливо да говорите, тие се, нели, нови библии, се создава сосема погрешна слика. Амбасадоре, па нели и Библијата сака да ја променат токму заради Македонија, па ние можеме еден меѓународен договор на времето да беше забрането. Така, од султанот, оној панданот на Маричиш, оној што рушка, така, Коцев, Абдулхамид, академикот Царев го спомена. Академикот Царев прекрасно објасни дека двајца имаат забрането користење на македонски. На Македонија. Да, на Македонија и македонски, разбирате, и на предавките клучни се. Тоа е султанот, разбирате, и Маричич. И тој човек, место да биде на ѓубриштето од политиката, стана после тоа се напреди. Па тоа све зборува за државата, разбирате. Сега ќе го цитирам, тука имам една мудрост на Волтер, еден од најголемите француски писатели и филозоф, вели: не е се загубена ко честа е спасена. А содржувањето на таков човек на позиција, честа не е спасена. Ти плукаш на честа, разбирате. Ако некој вели дека не може да се регистрира нешто како македонско во оваа држава наша Македонија и ти го држиш на власт, па слушајте, тоа мораат сите гледачи кои ќе гласаат утре, тоа мора да го казнат, разбирате. Тоа е плукање во лице на сите нас, сваќате. Така да, врска со таа негова идеја за некаква голема коалиција. Широка предизборна коалиција. А настрана и тоа, па нели немаше да има избори сега? Како се подготвуваат за широка коалиција? Тие се свесни дека избори многу лесно ќе има, иако јас мислам дека опозицијата така треба да земе работата во своји раце, иако не ги присили на предвремени избори, тие никош нема да прифатат, зашто знаат после тоа што ги чека. И од одговорност, и од закони, и од кривично, и така натака, и така натака. Меѓутоа, видите, ова е една повторно опасна идеја, иницијатива, која значи обединување на овие македонски предавници заедно со албанскиот фактор, кој е историски заинтересиран за голема Албанија и за бришење на македонците како народ. Значи, тука некаква неприродна коалиција, што би рекле на времето Тупурковски или кој ли беше, разбирате. Значи, тоа само покажува, тоа не е негова идеја, разбирате. Тој не е толку бистер, тоа се странски иницијативи, затоа што да не забравиме, во ситуација како нашава странските тајни служби ораат секаде, а нивна основа цел е да ги спречат позитивните тенденции и да водат во насока на реализација на нивните интереси. А нивните интереси, како што рековме, промена на уставот, бришење на македонците, затварање на македонското национално прашање и така натака и така натака. И кога зборуваме века на оваа тема, ќе се вратиме малку поназад кога беше претходната власт на Груевски, тогаш се измисли зборот, терминот заробена држава. Каква заробена држава? Заробена држава денеска е. Ова држава понижена настрана, да. Мислам, прави работи кои се надвор од умот во врска со интерес на македонскиот на народот, без ништо, токму така. Слушайте, промена на името на државата со криминални чекори, разбирате. Значи, тоа све не заробена, него манипулирана, уништена држава е тоа, сваѓате. И знаете друга тенденција која беше тогаш, тие тајни служби не мируваат, тие се платени за тоа. Тогаш беше, се лансираше една долгорочна теза дека ВМРО-то е против албанските интереси, дека албанските политички ги држи под маса и прави се на нивна штета, што беше апсолутно неточно, бидејќи тогаш промената на јазикот, користење на македонскиот јазик е тогаш. Тоа е направено во 2011 година, тоа е една од најголемите грешки на Груевски, разбирате. Кога се дозволи да во име на државата таа Теута Арифи, разбирате, која еден тежок албански националист во парламентот зборуваше све на албански како председател на Комисија за надворешна политика и тоа на крај го званичија. Не може малцинството да зборува во име на државата, тоа е спротивно на уставот, разбирате, да зборува на својот јазик. Тоа не е човеково право, како што преска рековме. Тоа е промена на уставниот карактер на државата, се прави или со револуција или со војна, сваѓате. Така да и тие две работи се лансиране на долгорочна основа, значи да опозицијата нема никаков маневарски простор за било каква соработка со албанските политички фактори во држава. Ова на
Маричич, ти велам, тоа не е негова идеја, тоа е апсолутно туѓа, само тој ја лансира како еден, нели така, една алатка на тугите интереси, да се спречи било каква можност за коалицирање после новите избори со албанските фактори и алијансата да влезе во власта. Аз се надевам дека ќе бидат доволно паметни да не влезат, бидејќи влезат ли тамо, ќе се уништат како партија, исто како алтернатива ќе им се случи, разбирате, иако не се свесни, аз се надевам дека ќе им биде тоа јасно и нема да го дозволат тоа. Така да тие тенденции на обединување на македонските предавници заедно со интересите на албанците се погубни и тие, како што преска рековме, да нагласим уште еднаш, дај Боже да го опоменат македонското избирачко тело на следните избори, не се 61, 65, 70% да добијат, колку што де факто и има македонци во оваа држава, да добијат толку пратеници и да може да владеат сами, тие ќе си најдат пак некој партнер од албанците, али да не зависат од нив како што сите овие зависат и денеска колку министри имаме во власта и заменици албанци. Вика дека 50-50. Па велат владата е во Тирана, дека Ковачевски не е, нели, Ахмети е сивата еминенција, Груби всушност раководи се, така е и очигледно не е ни баш така бош муавет, нели? Знаете зашто? Курти им фали па целата. Видите, знаете зашто Ковачевски, зашто Ковачевски не го канат во Тирана, Рама? Па не го канат Ковачевски, тој навистина има албанци во својата партија, ама тие албанци се лојални на Македонија. Тие не се прихватливи за Тирана, разбирате. Нив им треба, тие што се лојални на големо албанската иницијатива, сваѓате. Така да тоа се за разлика од некој кај наш кој не ги чувствува тие работи. Во Тирана, јас тамо 4,5 години работев, тие, знаете, нивните тајни служби, нивните институции, нели тие имаат страшна диктатура, ама во таа страшна диктатура функционираше државата. И не само што функционираше, него имаше една идеологија која беше длабоко националистичка, разбирате, длабоко проалбанска и која остави траги во функционирањето на државата, кој денеска доаѓа до израз. Така да ние во многу работи можеме да учиме од Албанија. Друго е Косово. Косово е друга приказна. По екстремноста на своите политики, поготово сега со Курти, кој, мислам, секој конфронтира со сите и води во едно уништување дори на Косово, сваѓате. Така да, кога веќе тоа го спомнуваме, а зошто пак ако Рама сакаше некој да се наметне како патерналистка, се наметне како лидер, се албански лидер, зашто не ги покани партиите од Косово, зашто не ги покани од Јужна Србија, зашто не ги покани од Црна Гора, разбирате. Чемерија. Чемерија да не зборуваме, разбирате. Така таму Грција не ја закача, не ја допира, знаете. Зашто нив не ги покани? Или зашто не ги кани сите албански партии, сите албански и косовски партии на вакво баци рака? Не ги бај, зашто тамо прво нема интерес. Нема ни да му дојдат. Нема ни да му дојдат, разбирате, тамо. Не се како нашиве албански партии се како македонскиве им колеги во коалицијата. Тројански коњи. Тие се покажуваат и не се срамат да изиграваат тројански коњи према Тирана, разбирате. И тоа го прават на еден таков начин кој нив ги навреда за нив тоа, не за нас, разбирате. Каде се тие? Тие се толку несвесни, толку се тие несамостојни, разбирате, да мора да зависат од Тирана. Тие нека развиваат односи, тие се среќаваат и така натака, тоа не е ништо спорно. Меѓутоа, тука мора да има некакви, да речам, стандарди светски кои не дозволуваат да се оди во контра сферата која покажува, која е навредлива за Македонија. Средбата во Тирана, која веројатно вечерва се одржува, е навредлива за македонската држава и за македонскиот народ. Амбасадоре, дали предвремени парламентарни избори, оно што го видите саглам победа, здрава победа на опозицијата, се единствен излез од тој наметнат македонски апартхеид. Да не се лажеме, 2016-та СДСМ не победи, влезе во власта благодарение на ДУИ кое што не го испочитува правилото за кое што претходно имаше, паѓа тешки зборови за мајскиот договор, така владата на Груевски, па мораше да го тргне Тачи, па да го врати Ахмети, нели, во погони се, но тие не го направија тоа, односно СДСМ не победи, а победи
и го направи тоа што го направи, благодарение на Дуј, следува изборите 2020-та. Да не беше Беса, која што е сега излезена од власта, таа немаше да победи повторно, ке имаше помалку пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Сега повторно истата шема е на Маричиш, но уште поголема една коалиција, тука ќе влезат и Дуј, сакаат нели да ги примамат и Алијанса, алтернатива верувам ќе влезат како попчиња и сите тие работи, но истата оваа работа, дали се ова ќе прекине и единствен начин за да прекине целата оваа македонска и Голгота, но и апартхејд, каде се тука правата на мнозинството. Сепак сме мнозинство, сакале да признаат или нема, слушайте, немаме права. Трето, балансери, бадентери, сите тие работи кои што се надвор од умот, кои што немаат врска со квалитет, со нели сето тоа што треба да биде. Дали единствен излез се предвремени парламентарни избори? Нема друго решение, разбирате. И ако, меѓутоа да бидеме јасни, позицијата нема по никоја цена да прифати предвремени услови ако не биде присилена. Тоа е основното. А со сите овие афери кои и пресконференции кои секој дневно ги држи ВМРО, ништо нема се постигне. Тука мора да се преземе нешто посериозно, разбирате. И тука ќе ви цитирам двајца. Томас Джеферсон, председател на САД, вели: кога неправдата ќе стане закон, што е кај нас секојдневно, отпорот е обврска. Разбирате, и има една на Меркел, таа беше голем државник во целина, која рекла: има моменти која непослушноста е обврска. И тоа се факти, разбирате. Македонија се наоѓа во таква ситуација да нема избор. Или ќе реагира на начин кој ќе оправда дека сме некаква држава, разбирате. Се што се правеше во последниве 3-4 години, поготово во однос на Бугарија, беше понижувачко, срамно, навредливо за оваа држава, разбирате, и не доведе во еден ќорсокак, како тој што не водеше во Тирана, разбирате, кој е безизлезен, ако не тропнеме на маса, ако не кажеме дека повеќе вака не може, и дека велам, се тргне во акција која ќе ја присили оваа предавничка власт на промени, односно на брзи избори. А народот, ако народот пак не се покаже достоен на својата историја и својата судбина, па повеќе не сме заслужили. Али јас мислам дека нашиот народ, нашиот човек е мудер, ги разбира работите, иако е често манипулиран со невидени пропаганди, разбирате. Странците тука имаат нагласена улога, која ние толерираме. Дојде германскиот председател, тука ни држеше лекции. Кажуваше што е Пире и дека Јони Велика сакале додат во Европска унија. Дојде премиерката на Европската унија, фон дер Лејен, разбирате, која ни држеше лекции, не лажеа во лице, разбирате. Сега јас коментирав францускиот амбасадор кој не лаже на еден безобразен начин, кој вели дека преговорите се почнати, а не се почнати. Почната е првата фаза на отварање на преговорите, а втората фаза е промена на уставот. Ако промена на уставот не биде, и дај Боже никогаш да не биде, нема отпочнување на преговорите, разбирате. Токму го спомнавме Пире, Лазар Ночески од Пире вели дека лошите времиња доаѓаат со лошите луѓе. Сега е на работа во поврзана со ова, има нели велат исто така дека кој со меч живее, или од меч живее, од меч гине. И сега имаме едни бомбаши кои што со бомби дојдоа на власт. А сега така случајно повторно имаме еден наплив и најава за нови бомби, овој пат насочени кон Дуј и кон СДСМ, кон оние, особено СДСМ како бомбаши го искористија тоа, потоа придобивките и Дуј. Имаме најава за бомби за семејството на минатиот лидер, кој што велат и не е баш така бивши лидер, нели тука и сегашен. Како гледате на овој момент во Македонија, на дали бомбашите ќе заминат од бомби? Се повторува ли историјата, се врти ли тркалото или некои сепак имава шваканици за да се смират малку? Видите, има една позната изрека која вели историјата се повторува. Меѓутоа, знаете, ако вие ги лечете искуствата претходно, таа не мора да ве удри во глава. Слушајте, не заборавајте дека клучен фактор во државава се Соединените американски држави. Ова што го зборува, еве, тука донесов и цитат на
вчерашното излагање после средбата со Османина, американската амбасадорка, видите, она не се дистанцира како тоа да го зборува нашиот председател Пендаровски, ќе го разберете, тоа е апсолутно како тој да зборува, разбирате. Значи, се зема улога на избран гувернер. И знаете што се случува тука? Сега има тука разни движења. Ескобар беше одреден како главен нивни представник и он има висока позиција во Стејт департментот. Утре ни доаѓа некој советник во Стејт департментот. И утре, сега пред да дојдам тука на некој од вестите, вели, ќе биде дочекан со сите почести. Чекайте бе, советник во Стејт департментот да биде дочекан со почести. Тоа е бюрократ, разбирате. Добро, советник може да биде и висока личност, да биде најблизок до државниот секретар може да биде, да се разбереме тука. Не знаеме кој е точно човекот. Меѓутоа, ова покажува дека Ескобар на некој начин е изфрлен од играта. Значи, нешто што се правеше до сега, и тој доживеа неуспех. И во Македонија и на Косово доживеа тотален неуспех. Тоа е факт. Дали го менуваат, ке видиме, разбирате. Али сега вие целата перспектива да ја врзите со некој советник од Стејт департментот кој доаѓа и кој ќе биде дочекан сите политички почести, ќе го примаат сите теми на разговор, разбирате, корупција, не знам, уставни измени. Па чекайте, на што личи тоа, разбирате? Ова, да бевме протекторат, во Косово тоа не се случува. Па да видиме, поголемо, да бидеме јасни, поголемо достоинство кој е тежок националист, покажува Курти на Косово. Разбирате, он покажува своја политика, он покажува своји интереси и да се разбереме на Вучич не му е лесно, затоа што ова е сериозен играч. Сеќате, иако да американци ги држат сите конци и ги влечат сите конци, ама овој не дозволува да го манипулираат, не дозволува некои работи кои ги подпишало Косово, не доаѓа пред ми да се справедуваат. Така да нас ни треба таков однос. Крајно е време Македонија да почне да ги брани своите интереси. До сега Македонија во сите, со Бугарија, со Грција, со Европската Унија, во ниеден момент македонските политичари не застанаат цврсто и да речат, иако направивме резолуција во собранието кој никој не е се. Црвените линии, токму така. Со резолуцијата во собранието е апсолутно погазена и тоа е чудо зашто опозицијата не игра на таа карта, не ја повторува и нели секој ден не ја става на увид на јавноста, разбирате. Значи, ние го изгубивме целокупното достоинство на начин кога се нашите интереси во прашање се изигруваме кога сме отсутни. Тоа најмногу се случуваше во Европската, како се вика, во Советот на Европа. Кога се разговара за македонците во Бугарија и во Грција, разбирате, нашиве не се присутни. Токму да завршиме со тоа, еве го спомнавме на почетокот, зборуваме за македонскиот јазик, за Сдруженијето за македонски јазик оформено во Лерин, кој што грците го поништија, излегува тамошниот обвинител и вели дека македонскиот јазик тие го признале со Преспанскиот договор, но го признале само во рамките на таа НС Македонија, односно на нашата територија, што е тотално апсолутно дали лингвистички, дали правно ненормално, затоа што јазикот е жива материја и не може да го има само тука, а онаму да го нема доколку има родени говорители, но најголемиот резив во целата приказка според мене не е нивното грчкото толкување, на тоа му кумуваа Заев и Димитров со тој да не речам идиотски Преспански договор кој што го подпиша, молкот на власта која што подпиша преговори кои што не ги ни почнавме, нели, оној француски договор на чист македонски јазик, она нели фраза на Таче која што нема никаква апсолутна логика. Дали тука го гледаме најголемиот резил молкот? Зошто не им кажат на грците нешто околу ова што се случува? Па нели ни го заштитија јазикот? Еве за крај. Видите, прво Грција се во право. Македонскиот јазик таму, според договорот, тој е јазикот во оваа држава и толку. Зашто црквата сега ние прекомпонираат и таа не може да биде за надлежна према Цариградската патриаршија за диаспората. Не за диаспората имаше друго толкување, не се, но еве. Не, али така црквата ќе биде исто така само за оваа држава, не надвор од неа. Тоа е истото, разбирате. И видите, тој Нивици, аз Преспански договор не користам, тој договор од Нивици, сето тоа што го брани нивниот обвинител е точно,
Затоа што ние прифативме да тие македонци што се родени во Така. Грција, во егејскиот дел, не се македонци. Тие прифатија со две раце и со машни. Подпиша. За жал. Тие, значи, ако сите семејства на, вклучувајќи на Димитров, Да. разбирате, А оно е стази освестениот, фамилијата што пушта луѓе на улици на фамилијата преминера. негова е од егејскиот дел, значи Така, неговите предци не се македонци. Ние прифатиме дека таму македонци нема, дека се тие хеленски македонци, старомакедонци, нели, антички македонци, а ние сме овдека нешто измислено, некои паднати од нас, да. измислено Тито. Па ние го потпишаме тоа. Така да тоа се све последици кои ќе не удираат по глава се повеќе и повеќе и преспанскиот, договорот од Нивици и договорот за непријателство со Бугарија, ако не се поништат, ова држава нема перспектива. Наше и било која нова власт што ќе дојде, прво и основно, прво треба да го откаже договорот за непријателство, што тоа е поедноставно, и да почне со ревизија на договорот од Нивици. Ако тоа не го направиме, алот ни е во калот. Ви благодарам што бевте мој гост. Беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.